Јас се надевам дека еден ден нашата држава ќе биде една таква држава во која младите се слушнати, имаат свој простор и се надевам дека младите на државата еден ден ќе гледаат како место во кое што би сакале да остарат, а не да заминат во западноевропските или прекуокеанските земји. Тогаш ги завршував моите правни студии и за време на студиите некако повеќе сфатив дека мене повеќе би ми лежало креирање на некакви решенија, дизајнирање на политики кои што ќе адресираат определени проблеми и анализирање на законската рамка, отколку едноставно само толкување на закони. За мене ЛИДМК стипендираната програма беше нешто скроз иновативно. Секој стипендист учествува во една ЛИДМК академија и при тоа започнува еден процес на планирање на мини проект за адресирање на некој општествен проблем што сам го има идентификувано во својата заедница. Секој стипендист на еден начин спроведува активности кои што сам ги има креирано, сам си одговорен за планирањето, за организирањето, за имплементирањето, сам правиш промоција на своите активности, сам се обидуваш да најдеш релевантни учесници, сам контактираш пред институциите. Тогаш доста беше актуелна бегалската криза и во тој момент имаше доста негативни содржини по медиумите за тоа како би влијаело во нашата држава. Мене целта ми беше надминување на овие предрасуди за бегалците и истовремено да се разгледа законската рамка за бегалците и барателите на азил во државата. Мојот професионален ангажман во НМСМ никако дојде многу во еден прав момент, буквално во истиот период ја и завршував стипендираната програма. И ми беше логичен чекор за мојата кариера да влезам во ова представничко тело кое што ги представува интересите на младите и на младинските организации и на еден начин со тоа што и Советот беше партнер во проектот на УСАИД за граѓанско учество, знаев дека ќе можам и да придонесам за градење на лидерските вештини на други млади, но истовремено ќе можам и да застапувам за унапредување на положбата на младите во државата. Имав можност да учествувам во повеќе работни групи, застапувавме за промена на различни законодавства кои што ќе го стимулираат младинското претприемништво и воедно ќе тргнат бариери за младите да дојдат до различни бенефити во однос на нивната вработливост. И дополнително со членството на НМСМ во Европскиот младински форум. Друг позитивен пример кој што би сакал да го посочам е наградата за младинско учество на УСАИД. Прва награда која што за прв пат во оваа држава го валоризира трудот на младите за подобрување на нивното општество. Она што беше доста позитивно во овој цел процес е дека наградата не е само тапшање на рамо на младите, браво, супер сте си ја завршиле работата, туку по доделувањето наградата тие добиваа континуирана поддршка за продолжување на активностите за кои што беа препознаени од јавност. Мислам дека и самата награда доста имаше силен ефект во целиот младински сектор, со тоа што голем дел од оние што ни беа претходни добитници, како на пример некои неформални групи на млади кои што биле препознаени за некоја помала активност, со препознавањето преку наградата успеа да се регистрираат како здружение и да ја заекнат својата работа. Определени здруженија кои што беа препознаени ја искористија можноста за да влијаат на институционално ниво за некое повисоко подобрување за состојбата на младите. Например, јас можам лично да споделам дека благодарение на целиот овој процес мене ми се отворија голем број на можности, како што споделив претходно, застапување во различни процеси на европско ниво, но истовремено ја имав можност и да учествувам во некои попрестижни конференции и самити, како на пример самитот за демократија на председателот Бајден, каде што можев директно да зборувам со амбасадорката на Соединетите Американски држави во Обединетите нации за корупцијата и како младите можат да се вклучат и да бидат дел од разговорот за корупција. Не сакам да звучам како политичарите кои што цело време ги повикуваат младите да бидат погласни, да бидат поупорни. Туку напротив, би сакал да им порачам на младите да ги искористат ресурсите кои што им се достапни на нив. Проблемите кои што се поврзани за младите се мултисекторски. Младите не се како еден проблем, туку тие се проткајуваат низ сите проблеми кои што ги има во општеството. И секој млад човек со своите интереси може на различен начин да придонесе за адресирање на различни проблеми. Битно е тие да бидат вклучени и заедно преку младинскиот сектор и ваквите форми на позиционирање и застапување на еден начин повеќе да влијаеме кон институциите, младите да бидат слушнати и да бидат препознаени како релевантен чинител.